Интересно е што живееме во време во кое што се повеќе односно можеби највеќе се трошат оние лекарства кои што се за смирување и така натаму и највеќе знаете ли која е причината за тоа? Заради вината која што ја чувствуваат луѓето длабоко во душата. Како да се реши проблемот на вината? То не е едноставно нешто, значи, кога, знаете, ве пече совеста, не ве остава да спиете мирно и така натаму. Сега вечерва ќе видиме како да го решиме тој проблем и ова има врска и со денешната поука на некој начин. Само момент. Но се случува и еден феномен во смисол, пошто живееме на крајот на времето на милоста, и тоа било и порано, меѓутоа се повеќе и повеќе случаи. Имате од една страна луѓе кои што се едноставно трошат огромни пари за смирување заради нагласено чувство на вина, а од друга страна пак имате луѓе кои што се без совест едноставно и не чувствуваат никаква вина. И кога зборуваме во духовен контекст, значи можеби и најлошиот проблем кај оние кои што се декларираат дека се одат под духот, живеат под духот или не под телото, така под наводници ставено, е онаа духовна гордост или самоправедност. Луѓе кои што се чувствуваат секојаш тие дека се праведни, а другиот е виновен. И имаме во Новиот Завет, во Римјаните 7 глава, она позната глава, имаме еден бедник. Интересно што само овде, тој исти збор грчки се користи за бедникот во Римјаните 7 глава и бедникот во Откровение 3 глава во пораката до Лаодикеја. Истиот збор само во на овие две места. Едниот бедник, оној во Римјаните 7 глава, е оптоварен со силно чувство на вина. И читаме стиховите, знаете. Осведочен е, ова е всушност и лично искуство на Павле, според мене, како што ја го разбирам, осведочен е поготово од 10-та заповед за гревот, дори се чувствува прекумерно грешен и меѓутоа ја сваќа, ја гледа вината, има силно чувство на вина, меѓутоа не знае како да си помогне. И тоа е можеби за еден чекор, можеби не сигурно подобра состојба отколку лаодикејската на оној другиот бедник во Откровение 3 глава, затоа што пак тој бедник е оптоварен со силно чувство на праведност, она друга крајност. Овој е беден затоа што се чувствува крајно виновен, прекумерно грешен и потоа за да заклучи во 25 стих дека Исус е решението, а овој во 3 глава Откровение, значи во пораката до Лаодикејската црква, гајле си нема, тој мисли дека све му е полно и рамно и не му треба ништо. Богат сум и се збогатив. Тој пак има силно чувство на праведност. Сега во Римјаните 8.1, мислам дека беше и еден од текстовите во поуката, е решението. И така сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Значи, зборувавме денес за судот и за оние две можности. Вие кога излегувате на суд, од тој судски процес, една од можностите е да бидете осудени, да се најдете виновни пред судот, а втората е да бидете ослободени од вината, односно од обвинението, односно да бидете оправдани. И од секогаш, мада последниве години скоро и воопшто да не гледам филмови, меѓутоа од порано секогаш ме воодушевувале филмови кога
централно место во филмот е некои судски процеси, кога ќе биде оправдан некој главниот лик. Сеќавам на еден филм, тамо имаше врска нешто со оние Ира, се сеќавате на времето, кои што правеа проблеми во Англија, тамо горе во Ирска. И беа осудени неколку, значи цела една група за некои терористички акти. Со години, 20 на години може би беа во затвор. И после 20 години дури се наоѓа некој адвокат за да ги извади од таму како едноставно невини. Или имаше еден филм Амистад, мислам дека се викаше во врска со црнечките робови во Америка. Како и да е, значи тоа е една фантастична тема која што побудува кај мене чувства. Значи кога нема осудување за некој, тоа значи дека што? Дека тој е прогласен за праведен. Оправдан, не си виновен. Меѓутоа, што гледаме овде, тоа се оние кои што се во Христа Исуса. Тоа е клучниот момент, тоа го имаш и во пуката. Сега, денес спомнав некои стихови во пуката мислам дека и во темата, од псалмите, од Стариот Завет, меѓутоа и во Новиот Завет имаме слични стихови. Значи, ние како христијани може да кажеме, па ние сме честни граѓани во општество, значи ние не сме направиле кој знае што. Мислам дека се нета денеска спомнак дали има досие во полиција или како и да е. Јас имам некој мало, ако тоа се смета за нешто. А секојаш пријавуван од некој друг во полиција. Како и да е. Ништо не правиме посебно, значи ние сме честни, не крадеме, не лажеме, ништо не правиме. Имаме чист образ, не сме гонити за никакво дело. Меѓутоа, она што го кажува Светото писмо е сосема нешто друго. Римјаните 3 глава, ако читаме од 10 до 19, што пише Римјаните 3 од 10 до 19. Како што е напишено, нема никој праведен, нема ниту еден, и нема разумен, нема кој да го бара Бога. Сеќавате, читавме во псалмите сличен текст. Сите застранија, сите заедно станаа неполезни, нема кој да прави добро, нема ниту еден. Тоа се последиците на гревот. Нивното грло е отворен гроб, измамуваат со јазиците, змиски отров е под нивните усни. Устата им е полна со клевета и горчина. Нозете им се брзи за пролевање крв, за пустување и беда се по нивните патишта. Тие не го познаваат патот на мирот, немаат Божи страв пред нивните очи. А знаеме дека се што вели законот им го зборува на оние кои што се под законот, за да занеми секоја уста, за да биде целиот свет виновен пред Бога. Значи, сите сгрешија. И ние сме во тие дело тие, тоа е. Целото човештво сгреши и ја изгуби славата Божја. И пред законот сите ние можеме само да занемиме, како што вели овој стих, затоа што целиот свет е виновен пред Бога. Дваесет третиот стих, исто познат стих од истата глава, вели зашто сите сгреши им недостасува Божјата слава, да веќе го цитирав. Интересно е сега што таа вина, луѓето кога се во една таква состојба, значи да го решат проблемот со вината, што се нема да направат за да си ја симнат вината или срамот од себе, па сега ве носам во Исаија 4 глава, оној познат текст, Исаија 4 глава, 1 стих. Зошто денеска толку верски деноминации и заедници? Затоа што имате различни видови на гревови и различни видови на системи за да се покрие гревот, да се тргне срамот, да се тргне вината, меѓутоа тоа така не бива. Значи Исаија 4:1 вели и 7 жени ќе се фатат за еден маж, знаеме жените што представуваат овие цркви. Во оној ден, значи 7 жени ќе се фатат за еден маж. Ќе јадеме свој леп, ќе речат, и ќе се облекуваме во своја облека. Дај ни само да ги носиме Твоето име, симни го од нас сиот наш срам.
Ние сме сите христијани, ќе речат сите барем во наше општество, повеќето се христијани. Еден куп во светот има верски деноминации, еден куп од тие се христијански и сите сакат да го носат тоа име, името на Христа Исуса, но сакаат да јадат свој леп, своја наука и да се облекуваат во своја облека, своја праведност. Само да се тргне срамот некако, само да не сме виновни. Меѓутоа тоа така не иде. Било каков обид да го симнеме, срамот или вината се рамни на нула. Ние самите. Адам и Ева се обиделе исто, со нели, откако се исплеле приречи од смоквино лисје. И лаодикеецот мисли дека срамот ќе го покрие со својот легализам, меѓутоа не оди тоа така. Единственото решение е она што и го повикува Павле во 7 глава Римјаните. Решението е Исус Христос, односно онаа состојба, како што вели Павле во 8.1 Римјаните, во Христа Исуса. Сега да цитираме некои стикови, дел од тие, може би двата беа спомнати во пуката денес, Јован 15.24. Се извинувам, Јован 5.24. Вистина, вистина ви велам, кој го слуша моето слово и верува во оној кој ме прати, има вечен живот и не доаѓа на суд, туку преминал од смртта во живот. И Јован 3, 18 и 36, Јован 3, 18 гласи вака, кој верува во него, не му се суди, а кој не верува веќе е осуден, зашто не поверува во името на единородниот Божи син. И 36, од кој верува во синот, има вечен живот, а кој не се покорува на синот, нема да види живот, туку Божиот гнев останува врз него. Значи, денес и во пуката беше спомнато, тоа не значи дека ќе го избегнат овие ваквите судот, туку ќе бидат оправдани на судот. Затоа што го слушаат Словото, му веруваат на Бога, веруваат во Синот, го имаат Синот, на тој начин имаат и живот и така натаму. Римјаните 8.1 рековме дека тоа се оние кои што не одат по телото, туку по духот, оние кои што се во Христа. И сега да видиме малку да прошириме што значи да се наоѓаш во Христа Исуса. Значи Римјаните 8.1 веќе го спомнавме. Одат не по телото, туку по духот, мислат на духовните нешта, телото го умртвуваат. Читаме во второ послание до Коринќаните 5.17. Второ послание до Коринќаните 5.17. И така, ако е некој во Христа, што е? Тоа е, вели, ново создание. Старото помени, ете, се стана ново. Кој е во Христа Исуса? Оној кој што е наново роден. Кој што станал ново создание. Тоа е пак поврзано со Римјаните 8.1. Тоа е оној кој што е наново роден, тоа е оној кој што му угодува на духот, односно оди не по телото, туку по духот. 1 Јованова 2 глава 5 и 6. Прво Јованова 2 глава 5 и 6. А кој го пази неговото слово, во него навистина љубовта кон Бога стигнала до совршенство. По тоа знаеме дека сме во него, во Христа Исуса. Кој вели дека останува во него, тој треба да оди како што одеше тој. Значи, оној кој што го пази Словото, кој што живее од секое Слово, кој што доаѓа од Божјата уста, секој збор, тој е оној кој што
е во Христа Исуса. И тој е оној кој што живее како Христос, го имитира неговиот живот всушност. Кој вели дека останува во него, тој треба да оди како што одеше тој. Едноставно, затоа и апостолите во Антиохија ги нарекле христијани на почетокот, затоа што едноставно луѓето гледајќи ги нив, како да го гледале Христа во целокупниот нивни живот и однесување. 1 Јованово 3:24. Тука сме во 1 Јованово 3 глава 24 стих. И кој ги пази неговите заповеди, останува во него, и тој во него. И по тоа знаеме дека тој останува во нас, по духот кого ни го дал. Секако дека праведноста е тука, или послушноста всушност на Божиот закон. Значи, оној кој што ги пази заповедите, тој останува во него и Исус во него. Тоа е таа заедница. Ние во Христа и Христос во нас, како што е опишано и во Јован 15 глава, во она илустрација подоцна ќе ја видиме со лозата и прачките. Јован 6:56, стих што и денеска го цитиравме, кој што е исто така поврзан со онаа беседа, поврзани со светата прича, што денеска имавме. Јован 6:56, кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, останува во мене и јас во него. Таа тесна заедница, тоа секојдневно хранење од дрвото на животот, ако сакате, од Библијата, од голготското дрво на животот, примајќи ја секојдневно Христовата жртва. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, останува во мене и јас во него. Филипјаните 3 глава, 8 и 9 стих. Ови се интересни стихови, Павле ги цитира овде, откако ќе се повика на својот легализам. Филипјаните 3 глава 8 и 9 стих. Во суштина јас и сега се сметам за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса мојот Господ. Значи се е залудно, целиот легализам, сето она обрезан и така натаму евреи над евреите, ништо не важи. Сето тоа е ништо во споредба со познавањето на Исуса Христа, мојот Господ, заради кого изгубив се и се сметам за отпад за да го придобијам Христа. И да се најдам во Него, немајќи своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа. Правдата од Бога врз основа на верата. Значи, што е, уште еден опис овде од Павле, што е тоа, како се наоѓаме во Христа во таа состојба, во која што нема осуда, која сме оправдани преку вера. Не по законот, туку по верата. При денеска во пуката стоеше дека се спасуваме по благодат преку вера, а ни се суди по делата, затоа што делата покажуваат каква ни е верата. Значи, оправдан со вера, тоа е оној кој што е во Христа Исуса. Римјаните 5:1, исто познат стих. Римјаните 5:1 гласи вака: и така, бидејќи оправдани преку верата, имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исуса Христа. Оправдани со вера имаме и мир. Значи, тоа е нормално спротивно на вина и на анкциозност, на немир и сето она што носи вината, заради која што, нели, кажав, и се купуваат толку многу апчиња за смирување. Значи, оправданиот по вера, со вера е оној кој што е во Христа Исуса и тој го има оној небесен мир кој што го надминува секој ум. И како сега да останеме во Христа, тоа е она спасоносна заедница која што е опишена во Јован 15 глава, она прекрасна илустрација и мора да ја прочитаме повторно, да се подсетиме, иако многу добро ја знаеме, со лозата и прачките. Значи, Јован 15 глава од 1 до 7.
Јас сум вистинската лоза и мојот татко е лозарот. Тој ја отстранува секоја прачка на мене што не дава плод и ја чисти секоја што дава плод, за да даде повеќе плод. Вие сте веќе чисти заради словото кој ви го зборував. Останете во мене како и јас во вас. Како? Како што прачката вели не може да роди плод само од себе, ако не остане на лозата, така ни вие ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор како прачката која што е исушена, ги собираат, ги фрлаат во оган и ги горат. А ако останете во мене и ако моите зборови останат во вас, барајте што и да посакате и ќе ви биде. Еве ја таа спасоностна заедница, која што треба да биде константна, како што вели Елен Вајт. Значи, баш буквално живот кој што подразбира хранење и живење според секој збор што доаѓа од Божјата уста. Или хранење од дрвото на животот. Таа конекција, таа врска со лозата, која што треба да биде постојана, за да лозата се развие како што треба и да донесе плод како што треба. И во Римјаните 8 глава, пак ќе се навратиме, сега ќе читаме малку подолу неколку стиха. Од 5 до 10. Зашто кои се по телото? Значи, констатиравме од првиот стих дека нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса, а тоа се оние кои што одат не по телото, а по духот. И сега вели, зашто кои се по телото, мислат на телото, доека оние во духот мислат за нештата на духот. Бидејќи мудрувањето на телото е смрт, а мудрувањето на духот живот и мир. Зашто мудрувањето на телото е непријателство против Бога, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. Оние кои се во телото не може да му угодат на Бога, но вие не сте во телото, туку во духот, ако Божиот дух навистина живее во вас. Но ако некој го нема Христовиот дух, не е негов. А ако е Христос во вас, тогаш телото е мртво заради гревот и духот е жив заради правдата. Еве повторно овој концепт. Христос во нас, ние во Христа. Тогаш тоа е живот по духот, а не по телото, иако таа борба е секојдневна, доека сме од оваа страна на историјата, што вели Елен Вајт. И би сакала да завршам со стиховите во Захарија 3 глава, еден убав опис на судски процес, односно судење. Захарија 3 глава. Како се решаваме од вината, која што сите ја носиме на некој начин, затоа што сите сгрешивме. Тоа повторно го прави нашиот Спасител. На кој начин ја видовме, Павле, читавме стихови во Филипјаните 3 глава, овде го имаме оној опис со Исуса велесвештеникот. Од први стих вели, потоа ми го покажа Исуса велесвештеникот кој стоеше пред Господовиот ангел и сатаната што му стоеше одесно за да го обвинува. Еве го обвинителот. И Господ му рече на сатаната, Господ да те прекори, сатано. Господ кој го избра Ерусалим да те прекори. Не е ли тој гламна извадена од оган? Буквално такви сме сите ние, како гламна извадена од оган. Ако беше до нас, ќе изгоревме. Во огонот немаше ништо да не спаси. Значи, не е ли тој како гламно изваден од оган, а Исус беше облечен во валкани облеки доека стоеше пред Господовиот ангел. А Господовиот ангел кој е овде? Исус Христос. Оној кој што не оправдува. Оној кој што не застапува. Оној кој што се дал себе си за да не оправда. А од една страна, ѓаволот е тој кој што обвинува и има силни аргументи. И веле ангелот им се обрати на оние кои што стоја пред него и им рече, соблечете ги од него тие валкани облеки. И му рече, еве ја симнувам од тебе твојата вина и те облекувам во скапоцена облека. И 5 стих и продолжи, ставете му и чиста капа на главата
Тие му ставија чиста капа на главата и го облекува во скапоцена облека во присуство на Господовиот ангел. Така Господ ја симнува вината од нас. Тоа значи да си во Христа, кога ќе ја примиш неговата праведност, како да си облечен во Христа. Ти си во Христа и Христос во тебе, ја имаш таа спасеност на заедница и нема осудување за таквите кои што се во Христа Исуса, и таквите не треба воопшто да се плашат од судот, затоа што на крајот на криштата судот меѓу другото е и да се покажат и оние кои што се праведни, оние кои што се Божи народ, оние кои што ја творат Божјата волја и оние кои што ќе го одбранат Божиот карактер. Затоа што меѓу другото и Бог е на суд, заради тоа што тој беше прво обвинет од обвинителот, од ѓаволот, од сатаната, дека е таков и таков и таков каков што не е. И сите овие 6000 години меѓу другото трајат и од тие причини за да, нели, во пуката стоеше меѓу другото и да се оправда, да се потврди Божиот карактер каков е, од друга страна карактерот на сатаната. И цели овие 6000 години на крајот последната генерација, тие 144.000, тој остаток, оние кои што ќе бидат во Христа Исуса, токму тие ќе имаат таа чест да го одбранат Божиот карактер. Јас верувам дека ние сме во таа последна генерација и нема друго, освен да бидеме во бројот на 144.000, освен ако Господ ете реши да не заспие пред да дојде Христос на облаците. Но и тоа да се случи, дури и тогаш ќе не воскресне Господ во на специјално воскресение, па ќе можеме да присуствуваме на оној голем ден кога Исус ќе дојде, ќе можеме да го видиме, значи целиот тој настан. Слава нека му е на Господа. Значи ова е решението, единствено ова е решението за вината во Христа Исуса. Да ни помогне Господ да се најдеме во Исуса Христа и тогаш нема осуда за нас. Тогаш е исто како што велеа стиховите, како да не излегуваме на суд, односно сме оправдани. Нека му е слава нему. Амин.